Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Во ова видео ќе зборувам за еден од моите омилени романи, а тоа е Чуварот во ршта од J.D. Salinger. За J.D. Salinger зборувам во второто или третото видео воопшто снимено на каналов, тоа е некаде пред 5,5-6 години, меѓутоа таму зборувам за него како писател општо, за сите негови дела, некаков пресек и го спомнувам и овој роман. Поводот сега беше да го препрочитам, веројатно по некој си четврти пат претпоставам, новиот превод на македонски, што беше промовиран сега некој си пред 2 месеци на сајмот на книга, во издание на Три и преводот е на Румена Божаровска. И сега овој роман кој што претходно беше преведуван како Ловец во ршта, како Игра во ршта, сега е Чуварот во ршта. И сега тука нема да навлегувам во објаснување зошто е потребен нов превод или зошто сега е Чувар во ршта. Румена има напишано барем 2 текста кои што беа објавени на интернет и во кои што објаснува зошто е потребно токму поради јазикот на овој роман да се преведува барем на 20 години. Комплетно, целосно ужива во овој нов превод, особено затоа што успеала Румена да го долови јазикот кој што е специфичен затоа што Селинџер го објавува овој роман во 1951 година и користи јазик, одреден сленг од тоа време, значи кој што се зборува меѓу младите луѓе и кој што е многу тешко да го доловиш денес, особено зборот phony, кој што Холден Колфилд, главниот лик, го употребува многу и Румена, да речеме, одлучила да го користи зборот фейкер во овој превод кој што може да звучи смело и контроверзно речиси, меѓутоа мислам дека супер функционира и преводот е одлично сработен. Мислам дека ќе се фокусирам на тоа што го прави посебен и зошто овој роман добро старее и што подразбирам по тоа добро старее, се уште е актуелен, се уште иако станува збор за едно момче, еден тинејџер по име Холден Колфилд кој што на некој начин доаѓа се соочува со реалноста на созревањето и напуштање на детството и станување возрасен и така натаму. Се уште мислам дека начинот на кој што е напишан и гласот на Холден, кој што мислам дека е клучен за целиот роман, е се уште актуелен и се уште младите луѓе денес и општо било кој што го чита може силно да го доживее романот и мислам дека тоа е една од тајните на овој роман. Да, овој роман има своја репутација и бил и скандалозен во тоа време, значи бил забрануван во Америка, во многу училишта и така натаму, значи исто има и разни контроверзни, веројатно најпознатата е дека кај убиецот на Џон Ленон е најдена копија од примерок од Чуварот во ршта, значи на некој начин бил израз на потиснатите емоции или на една цела генерација, повоена генерација која што се чувствува можеби разочарано, суетено. Холден Колфилд и дава глас и мислам дека за тоа многу луѓе се препознале во овој роман. Романот е напишан во прво лице, раскажува едно момче по име Холден Колфилд, момче на 16 години и почнува со тоа што ни кажува дека и уште од едно училиште го избркале затоа што е несериозен. Тоа е училиштето Пенси Преп во близина на Њу Јорк, тоа е училиште каде што има интернат и тој таму живее. И буквално пред тие неколку дена да отиде дома и да се соочи со неговите родители, кои што се од така среден middle upper class, значи се од средено добро ситуирано семејство. Тие неколку дена тој скита од едно место на друго низ Њу Јорк, ги троши тие пари што му имаат, што му се останати и буквално целото действие на романот е во тие некои си 2 дена и 2 ноќи, во тие 2-3 дена. Гледаме дека Холден е побркан и внатрешно растргнат, растроен и сите луѓе ги смета за phonies, нели, за фейкери, никој не е реален и така натаму. И еден од неговите браќа живее, постар брат, веќе заминал во Холивуд, во Калифорнија, нели, во филмската сцена се обидува да успее. Еден од неговите браќа, Али, е починат од леукемија и има помала сестричка Фиби, која што е негова светла точка, значи таа израз на чистотата, невиноста, искреноста, кој што тој полека ги губи како што го заминува, како што го напушта детството и треба да влезе во возрастните години, да стане возрасен и всушност таа можеби на некој начин е тоа клучниот израз, клучната борба на тоа напуштање на еден живот и навлегување во светот на возрастните, каде што тој гледа дека работите не се
многу често такви какви што се представуваат, значи тој гледа ке лицемерие и така натаму. Меѓутоа и начинот на кој што Холден се однесува кон другите не го прави допадлив лик и значи може да тонот со кој што зборува може да ни го направи одбивен, меѓутоа она што е и сега доаѓам до нас што го прави посебен романот. Она што е тајната според мене е што Селинџер успева да на некој начин да ни даде таа внатрешна борба или тој внатрешен свет, таа подвоеност и растроеност кај Холден проба на многу суптилен, на многу човечки, на многу хуман начин да ни ги долови. Сега можеби го романтизирам тоа, меѓутоа јас така го доживувам романот, затоа што има нешто во сета таа надворешна нели тврдост можеби и поган јазик и начинот на кој што ги гледа луѓето дека сите се нели фонис и фейкери и така натаму, дека глумат. Сепак Селинџер на многу фин, на многу нијансиран начин проба да ни ја долови и кршливоста, и нежноста, и слабоста на Холден, особено тоа е во неколку ситуации каде што тој всушност ги гледа неговите солзи. Јас мислам дека дури би го одвоил тоа како солзите на Холден, како нешто клучно кој што ни ја открива таа борба, ни ја открива таа човечност, каде што сите ние ја делиме и во ситуацијата со проститутката и незиниот макро, каде што те проба да бидат сврст, меѓутоа не може и кога ќе каже ние негови споредни реченици кои што многу откриваат и каде што тој вели и можеби малку заплакав или една од најпотресните сцени кога ќе се прикраде во станот на неговите родители и разговараат, ја разбуди неговата сестричка Фиби, разговараат и таа сваќа дека повторно е тој во неволја и дека влегол во проблеми и на некој начин ќе му ги парите тоа што таа си ги штеди за Божич ќе му ги даде на него и тој ги одбива, меѓутоа таа сака да премногу го сака да му ги даде тие пари и тогаш Холден не може да се воздржи, едноставно почнува да липа и да плаче. И таа борба е прекрасно представена во низ тие негови солзи. Исто така според мене еден од клучните моменти е кога Фиби ќе го праша па што гледат позитивно, кои позитивни нешта ги гледа, тој ќе издвои две нешта, а калуѓерките кои што ќе ги сретне во една кафетерија, во една ситуација и едно момче кој што се сеќава дека во училиште се има самоубиено, се има фрлено од зградата. И тие моменти ги издвојува како нешто што го допрело од сите нешта и мислам дека на некој начин кога се сеќава на момчето кој што се самоубило, сепак зборува за таа длабока емпатија која што се уште е таму присутна кај Холден, иако на површина се таков целиот е хейтер и никого не го сака и кога ќе помисли на калуѓерките, според мене калуѓерките сепак исто како Фиби го потсетуваат на нешто што е искрено, наивно, на некој начин недопрено, чисто го потсетуваат на некаква чистота кон која што тој внатрешно копне. Мислам дека тие два моменти се клучни и ни откриваат нешто за Холден и особено моментот кога при крајот гледаме како што поминуваат тие 2-3 дена и почнува Холден да се распаѓа и да зема се поголем замав тоа ментално растројство, затоа што всушност Холден го раскажува романот од некаков санаториум или ментална институција, каде што се сеќава што се случило пред една година, каде што доживува целосен крах и кога при крајот кулминира кога ќе пробува да се движи по улица и ќе каже, пример, го повикува, почнува да се распаѓа и го повикува неговиот починат брат, као чувај ме, али држи ме во овој момент, едноставно. И тоа дури ме потсети малку и на оној момент кога Фридрих Ниче во Торино, ако не се лажам, ќе види како те пат еден коњ на улица и ќе го гушне коњот и тука доживува целосен распад и буквално полудува. Малку ме потсети на тоа и на крајот врвната сцена, една од најдобрите краеви на роман, кога ја гледа неговата сестричка Фиби на тој карузел, на тој рингишпил, како се врти и едноставно целата е насмејана, ужива во моментот, нели почнува да врне и така натамо и тој едноставно сваќа дека
не ја гледа како го трча по тој прстен кој што треба да го улови, се плаши да не се повреди, меѓутоа одлучува да ја остави, да не и помогне, на некој начин сваќајќи дека животот мора да продолжи, дека неговата сестричка мора да порасне исто како што тој треба да порасне и да влезе во светот на возрастните, меѓутоа тоа тешко му оди. И тоа е една врвна сцена, една од моите омилени сцени. И сега некој ќе каже, па добро, не знам, не звучат како не знам, спектакуларни или нешто многу драматични сцени или нешто, меѓутоа ако го читате романот, ако се обидете да ја забележите таа внатрешна борба, значи човечноста на Холден, поделените чувства за мене мислам дека Селинџер е мајстор и дека тоа е феноменално доловано. И тоа е она што го прави овој роман посебен. Не действието, не знам, некои други пропратни нешта, меѓутоа самата внатрешност, внатрешниот и самиот Холден како личност мене ми е тоа нешто фасцинантно. Според мене ова се нештата кои што го прават Чуварот вршта се уште актуелен роман кој што може да ни зборува и да допре нешто во нас. Слободно споделете ги во коментари вашите впечатоци од овој роман, кој што претпоставам доста од вас го имаат прочитано. Споделете за новиот превод, како ви се допадна, како го доживеавте. А не заборавајте да стиснете лайк на ова видео ако ви се допаѓа, сабскрајб на каналот, може да ме поддржите преку опцијата Buy Me a Coffee и финансиски. Имате линкот на платформата на самиот YouTube и на Facebook го има линкот и во коментар го има. Може да ме најдете на Facebook, на Instagram. Чувајте се и се гледаме со наредното видео. Чао!